Премиерот Димитар Ковачевски од Брисел порача дека очекува најбрза интеграција на Македонија во Европската Унија. Ова тој го кажа на првата официјална пресконференција непосредно пред почетокот на првата меѓувладина конференција меѓу Северна Македонија и Европската Унија. Очекувам да имаме позитивен пример за најбрза интеграција на земјата во Европската Унија, исто како што имавме најбрза интеграција на земјата во НАТО. Ние сме подготвени за Европската Унија. Искрено се радувам заедно со граѓаните на ова денешно добре дојде во Европската Унија. Ако поутрото се познава денот, тогаш со сигурност ова ќе биде одличен ден, историски, на кој ќе се гордееме и кој ќе ни обезбеди сигурна, безбедна и европска иднина. За Ковачевски ова е историски ден по 17 години чекање за старт на преговорите со Европската Унија. Европскиот предлог кој го добивме преку широк консултативен процес го препознавме како најдобро можно решение кој од повеќе аспекти ги почитува и задржува црвените линии, а во исто време дава конечно почеток на преговорите. Во него, а за нас исклучително важно, е прецизиран македонскиот јазик без никакви дополнувања, дообјаснувања и астерикси. Со тоа се отвора вратата нашиот македонски јазик да стане еден од официјалните јазици на Европската Унија. Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен истакна дека денес Северна Македонија и Албанија ги отвораат пристапните преговори со Европската Унија, што според неа представува успех на граѓаните и државите. Вашиот народ работеше многу за да стигне до тука и покажавте истрајна посветеност на нашите вредности, покажавте отпорност и ја задржавте вербата во пристапниот процес. Го зацврстивте владењето на правото, се боревте против корупцијата, имате слободни медиуми, имате добро граѓанско општество, бројни реформи и ја модернизиравте вашата економија. Според фон дер Лајен, првиот чекор кој сега следува е скрининг на законодавството со она на Европската Унија. На Македонија следуваат преговори за Фронтекс, со што ќе се зацврсти во делот на соработката за миграцијата. И Димитар, може да сметате на мојата поддршка за да се осигуриме дека договорот ќе биде преведен на македонски јазик, без фусноти, без звездички, на еднакво ниво со сите 24 европски јазици. Најавени се изголемени инвестиции, подобрени трговски врски, подобро соработка за енергетиката и транспортот.